ова издание. Со обраќањето на Столтенберг во Американскиот конгрес, представничкиот дом и Сенатот ја демонстрираат поддршката кон НАТО. Гласачите во Чикаго пишуваат историја со изборот на нов градоначалник. Туристи од целиот свет уживаат во прекрасната атмосфера на цветањето на црешите во Вашингтон. Останете со нас. Добро вечер. Ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова. Главен настан во Вашингтон денес е обраќањето на шефот на НАТО Столтенберг во Конгресот. Милена Ѓоргиевска известува од Конгресот. Денес генералниот секретар на НАТО се обраќа во Конгресот, каде само пред неколку дена 6 сенатори представија двопартиска легислатива за поддршка на алијансата и незините достигнувања изминативе 70 години. Со оваа легислатива Сенатот ја потврди поддршката за членството на Северна Македонија во НАТО, ако сите услови се исполнети. Во фокус на говорот на Столтенберг се односите на НАТО со Русија и борбата против тероризмот. А повеќе информации за ова ќе имаме подоцна на нашата веб страница. А во продолжение, еве што кажа за придобивките и ризиците од НАТО поранешни дипломати на САД. Има економски предности од членството на Северна Македонија во НАТО, како подобри инвестиции, статус кој доаѓа со зачленувањето, а сега државата ќе биде членка на најмодерен и развиен клуб на држави. Но за членувањето во организации како НАТО, вели Метју Хо, исто така носи и ризици. Државата, освен што ќе треба да предвиди пари за изградба на инфраструктура, патишта, здравствена заштита и училишта, ќе мора да двои средства и за плаќање на обврските кон НАТО. Сепак стравот на граѓаните да се биде надвор од вакви алијанси е разбирлив, нагласува тој. Ние сме дел од свет кој има многу страшни конфликти. Од тука и потребата на граѓаните на Северна Македонија да бидат заедно со други држави поради нивната историја или страф од она што Русија ќе го направи. Ен Рајт, поранешна полковничка на армијата на САД и која 28 години служела во подкомандата на НАТО на сојузничките сили на Централна Европа, вели дека членството во НАТО значи и дека државата ќе мора да носи одлуки во интерес на алијансата. Логиката во зачленувањето во НАТО е малите држави да се здружат во организации кои што им даваат посилна одбрана. Но ваквите организации носат и ризици, така што војници од една држава ќе бидат испраќани да се борат во држави со кои не се поврзани. Сенаторот Рон Џонсон за гласот на Америка изјави дека руската агресија ја прави важноста на НАТО уште поочигледна. Тој нагласи дека очекува да ја поздрави Северна Македонија како нова членка на алијансата во блиска иднина. Еден ден по посетата на грчкиот премиер, во Скопје е турскиот министер за одбрана. Со неговата изјава за активности на терористичката организација ФЕТО во Северна Македонија, тој ја прозива владата да одговори. Додека чекаме на развој, еве што кажа тој на пресконференција, известува Владимир Мирчевски. Maalesef Makedonya'da varlığını biliyoruz. Знаеме дека постојат одредени структури на терористичката организација ФЕТО во Македонија. Во тој контекст постои соработка меѓу институциите на двете земји. Постојат нови моменти со кои се соочуваме и се надевам дека во наредниот период ќе се преземат конкретни мерки за и двете земји да се ослободат од оваа терористичка организација, зашто незиното делување им штети на односите меѓу двете држави. На некој начин го саботира меѓусебното пријателство и постоечките братски односи. Поседуваме имења на позначајните актери чиј идентитет е споделен меѓу институциите на двете земји. Длабоко сум уверен дека во наредните денови институциите на Северна Македонија ќе преземат конкретни мерки околу ова прашање. Им веруваме на институциите на Северна Македонија. А со другите вести се враќаме во САД. Кинеска државјанка е оапсена при обид да влезе во одморалиштето на претседателот Трамп, Мар-а-Лаго во Палм Бич во Флорида. Со себе носила софтвер со компјутерски вируси. Тврдела дека е поканета на настан за кој обезбедувањето не знаело. Истрагата е во тек. Гласачите во Чикаго и Илиноис направија историја со изборот на Лори Лајтфут за градоначалничка. Со ова Чикаго стана најголем американски град кој избра афроамериканка на оваа функција. Таа е прва јавно декларирана хомосексуалка која ќе ја преземе функцијата во мај. Така наречената иницијатива на три мориња, со која се поврзуваат 12 членки на Европската Унија, не привлече големо внимание, додека генералот Джеймс Џонс не сведочеше за ова на Капитол Хил. Јела Де Франчески со генералот разговараше на оваа тема. И еве што вели тој за проектот на Атлантскиот совет. Една од главните цели на иницијативата Јадран-Балтик-Црно море е затврстување на границата кон Русија, вели генералот Джеймс Џонс.
Мислам дека дојде време да се соочиме со фактот дека одбраната на Европа веќе не почнува во Источна Германија, туку на Црното море и во Балтичките држави. Иницијативата Три мориња предвидува зголемена заштита на нафтоводите, модернизација на дигиталниот сектор, телекомуникацијата и транспортот на коридорот север-југ, а кој се протега од Хрватска до Балтичките држави. Централна и Источна Европа никогаш немале корист од Маршаловиот план после Втората светска војна. Овој план ќе овозможи Централна и Источна Европа да стекнат постојан економски паритет со Русија и Европа. Со помош на НАТО, вели Джонс, регионот ќе биде силно обезбеден, а предвидените инфраструктурни инвестиции ќе допринесат не само за технолошки современ економски развој на регионот, туку и за затврстување на владењето во тие држави. Ова иницијатива Джонс ја нарекува стратешки проект. Таа е многу добра за НАТО и за трансатлантските односи во целина. Овозможува Северна Америка како дел од НАТО интензивно да соработува со Централна и Источна Европа, остварувајќи комплетно нови резултати. Генералот Джонс ги повикува сите останати држави кои досега не се приклучиле на овој амбициозен план, а кои се наоѓаат на коридорот север-југ, вклучувајќи ја и Србија, да го прифатат проектот. Во меѓувреме, Европскиот парламент усвои извештај со кој се повикува да се стопира гасоводот Северен тек 2, што заеднички го градат Германија и Русија. Иста необврзувачка резолуција повикува на воведување санкции кон Русија, како и на ограничување на пристапот на Москва кон финансии и технологија, барајќи Русија да не се гледа како стратешки партнер. Наредниот самит на иницијативата Три мориња ќе се одржи во Словенија на крајот на оваа година. Дали начинот на кој го држите телефонот може да помогне во откривање на кражба или злоупотреба на апаратот? Експертите велат може. Тина Трин има повеќе. Дон Данкан, експерт по безбедност, вели дека шемите на дигиталното однесување може да им помогнат на онлайн компаниите да утврдат дали се работи за вистинското лице или за некој друг со украден идентитет. Например, може да се следи кога се внесуваат информациите во апликацијата. Дали долго или кратко се стиска копчето, дали се користи портрет или колку блиску се држи телефонот. Овие така наречени пасивни биометриски податоци може многу да кажат за купувачот, преку користење технологија која е веќе вградена во мобилните апарати, како GPS. Географската локација е почетна точка за идентификување. За разлика од пасвордите или од печатоците од прсти кои лично треба да се внесат, пасивните податоци функционираат зад сцената. Дури и брзината или аголот под кој се држи телефонот може да бидат автентични алатки. Пасивните биометриски податоци веќе не мора да зависат само од логирање и употреба на пасворди. А сега ве водиме на една од најголемите атракции во Вашингтон во пролет – цутењето на црешите. Уживајте. Материјалот го подготви Тоше Огњанов. Тоа беше се од нас за оваа емисија. Бидете со нас и утре во истото време.